Бунтовност, испраќање на моќни пораки преку уникатни модни парчиња. Тоа ја отсликува модната дизајнерка Александра Јовановска од Тетово, која веќе подолг период напорно работи на надградба на својата кариера. Уште како малечка се заинтересирала за модата, а од тогаш целата своја креативност и енергија ја насочила во тој правец. Првите интереси за естетиката и естетиката во модата ги имам наследено од мојата мајка, која уште како мала постојано ми шиела различна облека од тоа што се нудело на домашниот пазар. Со текот на времето најверојатно сум крадела од незиниот занет, мислам да не е по занимање од таа област, но како хоби го реализирала тоа и крадејќи од неа сум стекнала своји вештини и сум ги реализирала моите замислени идеи. Моментално сум доцент на ФОН универзитетот и предавам предмети од областа на моден дизајн. Истовремено сум и ментор на Академијата Џолев и уметностите, каде што ги реализирам предавањата од областа на модна илустрација и дигитална илустрација. И паралелно на сето тоа, континуирано работам, дизајнирам колекции, модни илустрации за своите колекции и за други дизајнерски колекции. Учествувала на голем број ревии, од кои влече убави спомени. Таа постојано работи на проекти, но сепак вели дека во Македонија ситуацијата за оваа професија не е на завидно ниво. Особено ми се драги ревиите кои присуствува во Италија. Мислам сум имала и во Скопје, најчесто биле во Скопје и секоја година во Италија, пошто академијата беше италијанска. И особено ми се драги тие, бидејќи како студенти се представувавме пред големите светски имиња од брендовите Мисони, Vivienne Westwood, Cavalli, така тоа ми е едно убаво сеќавање од студиите. Во Македонија, за жал, нема модна индустрија. Се што некогаш било развиено, градено, пласирано успешно на домашен и странски пазар, благодарение на денешната несоодветна, неамбициозна и деструктивна владеачка структура се е уништено. Жално е да се знае дека сме биле град на текстил, а денес не постои ништо од тоа. А за да постои модна индустрија, треба да постои текстилна индустрија, бидејќи македонските дизајнери се соочени со недоволно снабдување или никакво снабдување на суровини за да ги реализираат своите колекции. Јовановска смета дека има млади амбициозни лица, талентирани за мода во земјава, но потребни се поголеми вложувања и промени во целиот систем на функционирање. Преку нејзините креации ја покажува својата уникатност и дарба, но и желба за позитивни промени во општеството.